Со сослушување сведоци, предложени од јавното обвинителство, денеска во судницата во Идризово продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во која загинаа 63 лица, над 200 беа повредени. Со денешното ручиште продолжува доказната постапка со изведување сведоци на предлог на обвинителството. Судењето во Идризово го следи Михајло Видимлиски. Михајло, повели со информациите за денешното ручиште. Така е, Тања, и денеска во судницата во Идризово се сослушуваат сведоци Живко Ставрески, инспектор од Дирекцијата за заштита и спасување, кој што сведочи денес. Тој раскажува, одговара на прашања на обвинителството од култоа како се спроведуваат инспекциските редовни и вонредни надзори на територијата на земјата. Од она што е познато и од претходно е дека од 2012 година во Кочани нема инспектор кој што ќе биде надлежен токму за таа општина да спроведува инспекциски надзори, но сведокот, односно Ставрески, кажа и дека воопшто во кабареа и дискотеки не биле спроведувани инспекциски надзори до трагедијата од лани, 16 март 2025 година. Веднаш потоа, по налог на МВР, на и останати институции се правел надзор во дискотеки и кабареа. Иако за да се врши инспекциски надзор во општини каде што нема инспектор, требало тоа да го преземат инспектори од други општини, сепак како што кажа сведокот, со оглед на тоа што дека Дирекцијата за заштита и спасување имала мал број на вработени, многу малку инспектори, и иако имало укажување од страна на инспекцискиот совет да се покријат тие општини каде што немало инспектори, сепак Дирекцијата не била во можност да го стори тоа. Што ќе каже сведокот понатаму, односно околу постапувањето во случајот со дискотеката Пулс во Кочани, но и самата територија на општина Кочани, останува да видиме во продолжението на неговото сведочење. Секако сите детали во вестите во 15 студио. Михајло, ти благодарам за информациите.